Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. И денеска ќе ве забавуваме заедно со нашиот гостин во студиото. Ќе кажам, човекот кој се занимава со музика професионално веќе 5 години, а инаку од дете пее во културно-уметничко друштво. Има издаден еден албум македонски народни песни и 2 нови и 4 стари препеани песни. Ќе кажам и една забавна песна снимена 2001 година, инаку прва негова студиска снимка. Станува збор за Даниел Тошевски од Скопје. Даниел, добар ден, добро ни дојде за прв пат во студиото на Канал 8 и во емисијата. Добар ден, Тања, добро ве најдов. Чест ми е што сум во Канал 8, прв пат се надевам не и последен. Така. Даниел, јас најавив кратко, но тука си повеќе да ни објасниш за твојот професионален живот. Кажав дека професионално веќе 5 години се занимаваш со музика, но и од дете пееш. Како еве дојде од сами мали ноза да пееш и да бидеш со музиката? Па со музиката сум точно од мали нозе, како што кажа. Так. Што се вели, откако знам за себе, знам за музика и тоа некако сум го прифатил така. Сум заспивал со музика уште како дете. Ме интересирала музиката да ја слушам, па потоа веќе и повеќе сум навлегол во музиката. И да ја пееш, така. Како дете на аудиции, дури на некоја свадба имам запеано, значи каде ќе слушнам дека се пее, каде ќе има простор, јас сум бил таму. После тоа, како што кажа, 2001 година ја снимив, се случи забавната песна со наслов Светлина и од 2002 година сум активен член во културно-уметничкото друштво Билјана при Сојузот на слепите граѓани на град Скопје, кое што не работи, за жал. За жал ќе кажам, но се надевам дека ќе се среди ситуацијата. Така, после 2001-та, односно 2002 година ти активно почна да се занимаваш со музиката. Јас споменав дека имаш издадено еден албум македонски народни песни. Сакаш македонската народна музика? Како човек што ја разбира музиката, пред се па и како слушател, ја сакам секоја музика. Но за македонската народна се определив бидејќи сепак тоа е нашата традиција, нели, секој треба да се знае од каде потекнува на некој начин и кои му се корените. Заради тоа, а инаку апсолутно немам ништо против, нити па ми пречи и друга музика. Слушам музика и од екс-ју просторите, и од странската музика, и забавна музика. Забавната музика многу ја сакам. Да, па и ве имаш една забавна песна, кажавме, нели, 2001 година. Значи се снајдов и во забавната. Знаете како, забавната музика, според мене барем, е еден вид на стварно квалитетна музика. Тоа сум го увидел по она што кога се роди мојот брат, помал, ние сме разлика некаде 15 на добри години. Помал и... Помал. Кој што исто оди по моите стапки, одеше активно во нижо музичко училиште на ударни инструменти. Во Златно Славиче беше активен член во хорот на фестивалчето неколку години. И зборот ми беше, кога беше бебенце мојот брат, кога го успивав, уште од мали нозе го учев да заспива со музика, за да не му пречи. И го заспивав со забавна музика. И значи, сум дошол до заклучок, кога бебето нешто ќе прифати, значи дека тоа е добро, навистина е добро. Ќе прифатливо и за уво, така. А како дојде да се издаде тој албум со македонски народни песни? Ајде да кажеме повеќе за тој албум. Идејата беше моја, пред се, сакав да направам нешто што публиката го сака, го слуша, го бара по живите настапи, свирки, ќе го прифати. Прво ми беше идејата да започнам со нешто такво, кога веќе се решив сериозно да се занимавам со македонската народна музика. Направивме со помош на групата Фортисимо од Скопје, кои што беа задолжени за инструменталниот дел. Направивме 8 песни, значи од оние песни беа, можем да кажам, Јовано, Јованке, ајде дали знаеш, паметиш, Милице, не кажувај либе, добра ноќ. Оние песни кои што ги сака публиката, како што кажав. После тоа се одлучив, кога ги снимивме тие песни, каде што е задолжен Јане за студиото, тука можем да кажем, и група Фортисимо за инструменталниот дел, а фотограф кадар за омотот на CD-то.
Потоа, кога ги преработив овие македонски стари песни кои што сега ќе ги слушнеме, сакав тоа да биде нешто кое што е веќе подзаборавено. Да го оживееме. Значи, што публиката дел го знаат од оние постари генерации, а од помладите па не ги знаеа воопшто и ме радува што ги прифатија и што се пеат. Так. Зборуваме за старите препеани песни. Имаш 4 препеани стари песни. Имам 4 препеани стари и 2 новосоздадени. Так. За новосоздадените, значи, е задолжен господинот Драги Витанов од Штип. Новосоздадените песни, ќе имаме тука прилика да ги слушнеме во студиото. Станува збор за Една мајка ме родила. Така ли? Да, Една мајка не родила. Една мајка не родила, да, така? Посветена за мене и за мојот брат Виктор. И за сите оние кои што имаат браќа, сестри, значи ова е песна од семејни вредности. Мене многу ми е жал што некако во последно време се пее, како да речеме, она се едно исто и некако се подзаборавија тие семејни вредности не само во песната, туку и во животот. Так. Значи, некако луѓето пред се гледаат други интереси и се замеруваат со браќа, со сестри, за имот, за пари, за политички причини, значи за многу причини. Во оваа песна сакав да упатам еден апел, семејството да се почитува и браќата и сестрите никогаш да не се скараат. И затоа песната се вика Една мајка не родила. Так. Тоа е во однос на првата песна која ќе ја слушнеме, втората Кришум да се љубиме. Посветена на некоја девојка? Кришум да се љубиме, самиот збор се работи за некоја си тајна љубов која што јас сепак не сум ја доживеал, значи така тајно. Така. Но ете, може тука да се најдат сите оние кои што, како велам јас, Кришум се љубат. Така, и кои се заљубени, да. Повели со песните да ги слушнеме двете нови песни. Благодарам. Двајца браќа да раздели, да, се ќе сториме, да сме среќни и весели. Една мајка нас не родила, а на нет ни оставила. Еден за друг се да сториме, да не се разделиме. Еден за друг се да сториме, сложно да живееме. Браќа да не раздели, да, се ќе сториме, да сме среќни и весели. Не, никој не може двајца браќа да раздели, да, се ќе сториме, да сме среќни и весели. Се ќе направат, болка в срце да ни отворат. Господ Бог е со нас, знаеме, во Него веруваме. Господ Бог е со нас, знаеме, нема да дозволиме. Двајца браќа да не раздели, да, се ќе сториме, да сме среќни
da ne razdeli. Da, se ќе сториме, да сме среќни и весели. Не, никој не може двајца браќа да раздели. Да, се ќе сториме, да сме среќни и весели. Да сме среќни и весели. Само ти, верувај ми, ти се колнам, ти си ми најмила моја судбина. Во тебе се влюбим, знаеш ли? Не ми пречи што со друг си ти. Знам ке дојдеш кај мене, кришум да се љубиме. Знам ке дојдеш кај мене, кришум да се љубиме. Само ти, верувај ми, ти се колнам во мисли, со мене секогаш си ти. Само ти, верувај ми, ти се колнам, ти си ми најмила моја судбина. Многу жени љубев до сега, како тебе душо ни една. Ти си моја судбина, код Бога дарена. Ти си моја судбина, код Бога дарена. Само ти, верувај ми, ти се колнам во мисли, со мене секогаш си ти. Само ти, верувај ми, ти се колнам, ти си ми најмила моја судбина. Само ти, верувај ми, ти се колнам во мисли, со мене секогаш си ти. Само ти, верувај ми, ти се колнам во мисли, со мене секогаш си ти. Само ти, верувај ми, ти се колнам, ти си ми најмила моја судбина. Даниел, ги слушнавме двете новокомпонирани твои песни. Кришум да се љубиме, мора да споменам дека се представи на фестивалот за слепи под име Песната е наша светлина во Тузла, Босна. Таму ја освои првата награда.
Така ли? Која година беше тоа? Како се представи таму? Како дојде да учествуваш на тој фестивал? Па, значи, Кришум да се љубиме 2013 година во декември, на 2 декември ми донесе прва награда од жирито и од публиката. Тоа беше во Босна, Тоа така? беше во Босна, во Тузланскиот кантон, значи во Тузла. Традиционално тие си го организираат фестивалот за слепи и слабовидни лица. Песната е наша светлина, песма е наша светлост, како што го нарекуваат тие таму. Учество имаат право да земат слепите лица од екс-Југославија. Така. И јас, како единствен представник од Македонија? нашата држава, од Македонија, со писмо се обратија луѓето, имав покана, отидов, се представив на фестивалот, ја освоив првата награда, запознавме многу луѓе, имаше добра дружба, добра комуникација. Значи, за мене наградата е, најбитна награда за мене е публиката и пријателството. И да остане песната да се слуша и понатаму, така ли? Наградата е релативна работа, а сепак ми значи. Да. Значи нешто процениле луѓето дека сепак вреди. И ја дале таа награда. Меѓутоа, сепак наградата е за мене мојата публика и песната, како што кажа да биде прифатена. Така, значи фестивалот е во Босна, но дали можеме да видиме на фестивали во Македонија кои се организираат тука? До сега не сум настапувал, инаку се надевам дека би можело. Јас сакам и работам на тоа веќе некој период, но уште нема ништо прецизно па да можам сега нешто да кажам за кој фестивал, но секако ќе се случи еден ден. Да. На фестивалите кои се организираат тука во Македонија, се надевам нема да има проблем, затоа што нема посебен фестивал за слепи лица, но како и да учествуваш на фестивалот кој тука се организира. Може би Охрид фест, кои други фестивали имаме? Јас, значи, не сакам да има посебен фестивал за слепи лица и тоа би излегло како едно одвојување или... Но добро, во Босна фестивалот е за слепи лица, така ли? Значи, сепак има, нели, фестивали кои се наменети токму за таквите лица. Да, но сепак, моја идеја и моето размислување е дека треба да се појавуваме и на останатите фестивали, затоа што нема некој одвојување, да. Во музиката сме сите рамноправни, нема слеп човек или... нема никакви проблеми со видот. Да. Како се снаоѓаш со соработката со другите естрадни уметници од Македонија? Соработуваш? Да, соработувам, значи, со пеачите, онака, чисто пријателски и на концерти со културно-уметничкото друштво што ни гостувале или во телевизиските емисии вака каде што сум гостувал. Имаш учествувано скоро во сите телевизиски емисии кои се организираат во Македонија, зборам во и националните, сега почна и по локалните телевизии, така. Да, имам учествувано, колегите ми помагаат, колешките, значи нема никаков проблем. А дует се уште немам со некој од пеачиве, освен ако не се земе во предвид дуетот во културно-уметничкото друштво Билјана на еден концерт со Сања Златкова, вашата сограѓанка, каде што ја пеевме Калино моме и која што ме донесе до тука. Со пеачите од естрадата уште немам дует, но ќе се случи. Секако ќе се случи. Во продолжение од емисијата ќе слушнеме две македонски убави песни. Првата е Недоле, а потоа и Садила Јана. Овие ти се омилени па ги припеа ваквите песни? Па овие песни ги пронајдов, значи, што имаат поразлична тематика во смисол, сепак се љубовни песни, но не е она една иста содржина. И со тоа како живеел народот, што се вели од старите времења па до денес, и многу важно за мене што не беа препеани до тогаш, додека јас ги снимив. После тоа почнаа да прават преработки. И така се случија тие песни, така ги одбрав, ги направивме во студио и се убаво прифатени. Јас лично сум задоволен и од слушаноста и од посетеноста на YouTube. Так, повеле да ги слушнеме двете песни.
Господине, вести кажано, кој што се сакат два млади, грев било да не се зема. Sadila Jana lele randelo bosilo, koga go sadila lele, koga go sadila, koga go sadila lele, ne se vratila. Mi se vratila lele, mi se vratila, mi se vratila lele na nedelata. Ozdola ide lele, ozdola ide, ozdola ide lele, udo je mlago. Pravo si trga lele, pravo si trga, pravo si trga lele, Janina bavča. Skini mi, Jano mori, skini mi dušo, skini mi, Jano lele, ranbelo bosilo. Ako si ergen ludo, ako si ergen, ako si ergen ludo, samo skini si. Ako si ženeto ludo, ako si ženeto, ako si ženeto ludo, vrvi si patot. Продолжуваме понатаму со емисијата, почитувани гледачи. Ја следите попладневната емисија на канал Усум. Наш денешен гостин е Даниел Тошевски од Скопје. Даниел, имаш соработувано и со Милан Завков и да кажеме со кого ги работиш песните? Да, значи, Како дојде до пред малку соработката? споменавме за соработката и дружбата со пеачите, сега да споменеме нешто и за инструменталистите. Так. На недоле токму Милан Завков ми свиреше и на Кришум да се љубиме. Да. Инаку сите песни се снимени во студиото City Sound. Љупчо Соколовски е задолжен за снимањето како продуцент, како и задолжен за клавиатурите во сите песни. Клавиатури, значи, свири Љупчо Соколовски, дувачки инструменти Новица Соколовски, хармоника имам соработка со Милан Завков, Милан Кацарски и Мишел Трајковски. Потоа Илија Филиповски виолина, Да. со него направивме Карамфил невесто. Инструменталистот на тамбура од танец Злате се појавува на Недоле Арна девојко. Значи така имам една одлична соработка со инструменталистите. Професионалци. Инаку за двете, како што кажав, ново создадени песни, комплетно, значи музика, текст, аранжман е задолжен Драги Витанов. Така. Навистина преубави песни, но сега веќе компонираш и нова песна, значи во подготовка е нова песна, со кого ја работиш и за каква песна станува збор? Да откриеме малку. Иста екипа, значи комплетен автор е Драги Витанов. Песната не е снимена се уште. Значи се работи песната околу совршување на текстот и така тие некои работи. Исто ќе биде снимено во студиото City Sound, а за тоа кој ќе се погрижи за инструменталниот дел, ќе знаеме од кога ќе се
сработи песната. Так, кажавме дека можеби ќе се појавиш на фестивалите, но дали можеби ќе патуваш во странство, имаш идни планови? Или тука претежно во Македонија ќе настапуваш? Сега за сега сум тука, бидејќи подготвувам репертуар, уште некои песни да се снимат. И ако имаш средно музичко училиште завршено? Да, имам средно музичко училиште, значи јас професионално добро ја познавам музиката. Да. И така да доколку испадне прилика, би сакал и верувам дека ќе испадне, ќе отпатувам секако и во странство. Освен што пееш, свириш на некој инструмент? Затоа што Во кажавме средното свирев клавир, но откако завршив, а и пред тоа мене ми беше и животна желба и професија веќе ми стана пеењето, така да некако се определив на интерпретацијата. Така. Даниел, тука ќе ги слушнеме и уште последните две песни кои ги подготвивме, Девојче тенко високо и Карамфил невесто мори. За Карамфил спомена со кого ја работи, така ли? Да, Девојче тенко високо исто со Љупчо Соколовски е работена на клавиатури и Милан Кацарски на хармоника. Добро. А Карамфил невесто мори? Карамфил невесто свири Љупчо Соколовски клавиатури, Новица Соколовски дувачки инструменти, Милан Кацарски хармоника и Илија Филиповски виолина. Така, да ги слушнеме песните, повелете. Благодарам. Девојче тенко високо, аман, аман, девојче тенко високо, не одај ситно пред мене, не одај ситно пред мене. Не одај ситно пред мене, аман, аман, не одај ситно пред мене, не дигај магли прави, не дигај магли прави. Не дигај магли прави, аман, аман, не дигај магли прави, не ми скоривај јадови, не ми скоривај јадови. Не ми скоривај
Даниел, слушнавме 6 преубави твои песни. Навистина, јас ти посакувам многу успех понатаму да продолжиш со ова и уште позабрзано темпо. Се надевам повторно ќе бидеш наш гостин во студиото со нови твои песни. Ќе те слушнем. Благодарам за вниманието, за отстапениот простор и јас ти посакувам успех во оваа работа која што ти ја работиш, а која што и јас ја работев едновремено во радио, не во телевизија. То не ни го открива. Да, еве сега го откривам, значи јас сум до некаде по професија водител. Едно добри 4-5 години се занимавав со таа работа. Како и да е, ти посакувам успех во твојата работа и секако ќе се видиме во следна прилика. Во следна прилика, повторно наш гостин. Благодарам, Даниел. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме попладневната емисија на Канал 8. Јас ќе се заблагодарам за вниманието. Ако ви се допаднавме, гледајте не и следната сабота во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.